Вчера во Дамар Кафулето прославувавме 2 години постоење на ЛГБТИ центарот и околу 9:40 часот наеднаш толпа од можеби 30 момчиња, некаде околу 20 години веројатно, сите со качурки, со капулјачи, почна канонада со камења, со флаши, со гајби, со се што нашле на попатот за да го искршат Дамар и да не нападат нас. Како реагира полицијата, дали денеска веќе имате некои информации што се случува? Немам информација од полицијата никаква. Полицијата стигна брзо на местото на настанот, меѓутоа не знаеме што презедува после тоа. Имаше повредени, еден дечко и една девојка. Девојката имаше дупната глава со крв, со боксови, затоа што беа надвор во времето на нападот и едва и се спаси, се скрипат од маса. Тие се за среќа сега добри, нема некои тешки последици, меѓутоа ова е 6-ти напад веќе. Никој не е досега уапсен, никој не е осуден и не знаеме како понатаму. Што мислат овие институции понатаму да прават? Дали ќе треба да почнат еден по еден по улица да не таргетираат и да не убиваат? Дали вие како центар што можете да превземете во ваква ситуација? Ние ќе имаме состанок за скоро време со Националната мрежа за борба против хомофобија и трансфобија, односно со сите организации кои гравитираат околу овие прашања и ќе ги договориме нашите следни акции. Затоа и не би зборал подетално, затоа што се уште меѓу себе не сме се искоординирале кои ќе не бидат следните акции. Кажете ми, дали постои ваква пракса во светот и каде вакви случаи има се уште во светот? Вакво нешто, значи, постои веројатно надвор од светот кон кој ние гравитираме. Значи, Африка, веројатно, не знам, во некои арапски држави, Азија, Русија, Уганда, нели, меѓутоа во оној демократски свет што ние го викаме или западниот свет, каде што ние сакаме да се приклучиме, барем така викаме декларативно, вакво нешто не може да се деси. И да се деси еден инцидент, после тоа државата, институциите спроведуваат такви акции, не само што ќе ги најдат напаѓачите и ќе бидат казнети за да се обесхрабрат други, туку ќе започнати со промотивни, проактивни кампањи за зголемување на свесноста на луѓето околу конкретното прашање кое би се десило. Така да, заради тоа и немаат вакви инциденти кои некогаш може да се десат, меѓутоа одговорот на државата е толку силен што обесхрабрува следни такви инциденти. Дали ова вас ве плаши, дали ве исполнува со страв ваквите постапки, велите веќе 6-ти напад во рок од 2 години веќе? Секако дека страв се вродува при вакви напади, затоа што се шок, затоа што организмот претрпува едноставно шок, впива големо количество на испразната негативна енергија, меѓутоа исто така во исто време не прави уште подетерминирани, не прави уште посилни и уште поуверени дека се бориме за правда. И нема никогаш да престанеме да се бориме за правда и за еднаквост.